24-годишниот ДС од Виница загина во тешка сообраќајна несреќа што синоќа се случи во близина на бензинската пумпа кај Автоатом на излезот од Кочани. Страотниот судир помеѓу патничките возила Голф и Мерцедес ги вознемирил станарите од околните згради, а улицата беше целосно затворена за сообраќај повеќе од 1 час. На местото на несреќата беше повикана и екипа од територијалната противпожарна единица, која помагаше во извлекувањето на лицата од возилата. Според официјалните информации од секторот за внатрешни работи, 24-годишникот од Виница го управувал Голфот, а зад волонот на Мерцедесот бил АП од Кочани. Во 23 часот и 5 минути во полициската станица во Кочани пријавено е дека на улицата булевар Теодосија Паунов во Кочани се случила сообраќајна незгода во која учествувале патничко моторно возило Мерцедес со кочански регистарски таблици, управувано од 32 годишен возач од Кочани, и патничко моторно возило Голф со винички регистарски таблици, управувано од 24 годишен возач од Виница. Веднаш излезено на местото на несреќата и двајцата возачи со возило на итната медицинска помош од Кочани се пренесени во болницата во Кочани, при што од страна на доктор, кај возачот на патничкото моторно возило Голф, за жал е констатирана смрт, додека кај возачот на патничкото моторно возило Мерцедес се констатирани телесни повреди и истиот е задржан на лекување во болницата. На местото на настанот увид направија јавен обвинител и екипа на полициската станица од Кочани. Според она што можеше да се забележи на лице место, од силниот удар возилото Голф, кое беше целосно уништено, застанало пред влезот на Автоатом, додека Мерцедесот преку тротоарот завршил пред оградата на фабриката Руен. Очевици на судирот кои не сакаа да зборуваат пред камера, рекоа дека возилата се движеле со поголема брзина од пропишаната и судирот бил неизбежен. Последиците од сообраќајната несреќа беа видливи и пред пладнето, а минувачите со загриженост зборуваа за страотната гледка. Овој дел од улицата Теодосија Паунов е црна точка во Кочани и на потегот од неколку стотини метри досега имаше поголем број сообраќајни несреќи, од кои дел имаа и трагични последици. Од полицијата додаваат дека последната сообраќајна несреќа е само предупредување за возачите и останатите учесници во сообраќајот за внимателно управување со возилата и почитување на сообраќајната сигнализација.